Министерството за здравство и Комисијата за превенција од студени бранови препорачува денеска и утре да се ослободат од работни обврски бремените жени и хронично болните лица над 60 годишна возраст. Целта е да се заштити нивното здравје. Препораките се за целата територија, меѓутоа со посебен акцент на Осоговско-Малешевскиот и на Полошкиот регион. Портокалова фаза во Осоговско-Малешевскиот регион, а тоа значи Делчево, Виница, Берово, а исто така и во Полошкиот регион Тетово, Гостивар, Кичево. Ова портокалова фаза во овие два региони ќе продолжи во тек на утрешниот ден, меѓутоа податоците се дека студеното време и ниските температури продолжуваат до вторник. За работниците пак кои што работат на отворено, треба да се внимава работните обврски да ги практикуваат од 10 до 16 часот, со паузи на секои 2 часа од по половина час, во топла просторија и со топли напитоци. Овој студен бран ја зголеми и потрошувачката на електрична енергија за 16% во однос на истиот минатогодишен период. Екипите на ЕВА на Македонија се постојано на терен, ништо може да не загрежи е потрошувачката која се зголемува. Најновите податоци зборуваат дека за 5, 6 и 7 јануари потрошувачката генерално во однос на овој ист период од минатата година е зголемена за 16%. Според информациите од регионалниот центар за управување со кризи, во текот на вчерашниот ден без напојување со електрична енергија биле неколку населени места во Гостиварско.